Се повеќе луѓе заменуваат вистински миленици со дигитални алтернативи како робокучиња и виртуелни асистенти со емоционална интелигенција. Компании како Sony и Xiaomi создаваат напредни роботи кои имитираат животинско однесување, нудејќи друштво без обврски. Иако AI, милениците имаат предности, како елиминирање на алергии и ниска одржливост, експертите предупредуваат на можни психолошки последици. Намалениот контакт со вистински животни може да доведе до ослабена емпатија и социјална изолација, особено кај децата. Дополнително, напредните алгоритми што ги обработуваат емоциите на корисниците можат да бидат злоупотребени за собирање лични податоци. Прашањето за приватноста останува отворено, бидејќи AI, милениците континуирано учат и анализираат човечко однесување. Иднината на ваквите технологии е неизвестна, но едно е јасно, дигиталните миленици веќе не се само играчки, туку можат го да променат начинот на кој луѓето ги градат емоционалните врски. Microsoft повторно го редизајнира така наречениот син екран на смртта, символот на критични системски грешки. Новата верзија сега има помодерен изглед со затемнета нијанса, што треба да ја олесни читливоста на информациите при пат на системот. Оваа промена доаѓа како дел од пошироките редизајни на Windows, каде што компанијата се обидува да создаде попријателски кориснички интерфејс, дури и кога станува збор за грешки. Покрај бојата, Microsoft додава и QR кодови за полесно диагностицирање на проблемите. Реакциите на корисниците се мешани, додека некои ја поздравуваат промената, други сметаат дека биосот треба да остане во својата класична форма. Според нив, овој екран е дел од историјата на Windows и не треба да се менува. Иако изгледот е освежен, главната грижа останува иста, критичните грешки што доведуваат до појава на овој екран и потребата од итно рестартирање на компјутерот.